Министерството за транспорт и врски денеска објави оглас за распределба на 37 станови за социјално ранливи категории на граѓани во стамбената зграда на улицата Ѓорѓи Василе во Струмица. Право на учество на огласот што е отворен до 15 април годинава има деца без родители или родителска грижа над 18 години кои до 18-та биле згрижени во институции или други облици за згрижување за деца без родители. Потоа, корисници на правото на гарантирана минимална помош, лица погодени од елементарни природни непогоди без разлика на правниот статус на нивните постојани живеалишта. Опфатени се и лица со попреченост и семејства со лица со попреченост, припадници на ромската заедница, социјално загрозени, согласно стратегијата, но и самохрани родители со малолетни деца. Лицата кои ќе аплицираат треба да се државјани на Македонија, да имаат постојано место на живење во општината каде е изграден социјалниот стан и да не поседуваат стан во лична сопственост на брачниот другар и на полнолетни членови на неговото заедничко домаќинство на територијата на државата. Потребната документација ќе може да се поднесува во меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Струмица. За оние кои не се во можност сами да ја комплетираат потребната документација, Центарот за социјални работи ќе обезбеди потребната помош за обезбедување на целокупната документација, согласно објавениот оглас, истакнуваат од Министерството за транспорт и врски. Документите треба да бидат во оригинал или во копии заверени на нотар, не постари од 6 месеци, освен документите кои се обележени од надлежен орган како трајни. Министерството за транспорт најавува дека социјалните станови ќе се распределуваат во транспарентна постапка преку електронска распределба согласно со методологијата за бодирање на кандидатите за добивање на социјален стан под закуп. Становите се изградени преку програмата за изградба и одржување на станови сопственост на државата во Струмица, а согласно рамковниот договор за заем склучен меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Република Македонија.